Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, Христијан Мицкоски е секогаш на страната на криминалот, никогаш не е на страната на граѓаните и државата. Тоа се потврдува и со последниот случај со тајкунот на режимот Орце Камчев, за кого Мицкоски веднаш се стави во одбрана. Камчев е дел од предметот во кој заедно со Сашо Мијалков и Никола Груевски се сомничат дека со пари од партиската каса на ВМРО ДПМН купувале ексклузивни плацови на Водно. Денес, наместо Мицкоски да бара одговорност и расчистување на овој случај, тој му дава поддршка на Камчев, четврто осумничениот во случајот. Показател за блиската соработка помеѓу Мицкоски и Камчев е и фактот што сите адвокати, бранител на Камчев е Тони Менкиновски, председател на правната комисија на ВМРО ДПМН. Се потврдува спрегата Мицкоски-Камчев за која јавноста слушна многу одамна преку објавените разговори меѓу Мицкоски и Зоран Милевски Кичеец. Токму во тие разговори Мицкоски признава дека тој правел се за да не се донесе законот за јавно обвинителство. Правел се за да пропаднат предметите од специјалното јавно обвинителство, вклучително и предметот Империја, каде е обвинет и Камчев. Мицкоски тогаш исто така призна дека Камчев финансиски ја помагал ВМРО ДПМН. Па можеби токму од тука се хипотеките на Мицкоски кон Камчев, кој денес мора да ги отплаќа. Денес Мицкоски е фрустриран што не успеа да ги одбрани криминалиите на неговите ментори Груевски и Мијалков, што не може да го заштити од соочување со одговорност тајкунот Камчев. Денеска на дело гледаме неселективно владење на правото. Гледаме дека законите важат подеднакво за сите. Мицкоски не успеа да ги испорача задачите од Будимпешта, останува осамен на браникот на криминалот и затоа го чекаат нови порази и од правдата, но пред се и од граѓаните. Ви благодарам.